пролет Скопје ќе го зафати културно-уметнички и пред се креативен бран, би рекла, во пресред на одржувањето на фестивалот на креативни индустрии. Во студиото на телевизија Нова ово утро ни гостува директорката Вера Бошковска, директор на Конгресниот центар Александар Македонски. Добре дојдовте. Добре ве најдов и добро утро. Директорке, што ќе можеме да очекуваме од ова најново издание на фестивалот за креативни индустрии, со каква цел се одржува воопшто? Задоволство ние што може да го најавиме шестото издание на овој фестивал. Изминатите 6 години се трудевме да го ставиме на право место кај што заслужува, затоа што креативните индустрии се една категорија што е популарна и многу актуелна во другите земји, така во регионот, па и во Европа и така и во светов. Значи се трудиме тоа да биде во Македонија поставено на вистинското место, заради тоа што покажало дека индустријата е еден заеднички дел со креативноста. И затоа се направило таква една комбинација, каде што сите можни креативни сектори што може да понудат некаков вид новитети во индустријата се широко прифатени. Ние со овој фестивал во сушност го заокружуваме целокупно годишниот проект, што всушност се работи цела година. Тоа е така наречен проект Скопје креатива, поддржан од град Скопје и во организација на Конгресниот центар Александар Македонски, каде што најпрво почнува со конкурс, каде што се објавува во почетокот на годината и се финансираат проекти кои што ќе бидат во суштина проекти кои што ќе дадат некаков производ од креативните индустрии што ќе бидат изложени на овој фестивал. Конкретно што ќе имаме можност да погледнеме? Конкретно ќе имаме можност следно. Фестивалот ќе биде 3 дена, почнува на 4 мај со попладневните вечерните часови, петти, петок, сабота, 6 мај. Значи за сите овие 3 дена ќе имаме можности да погледнеме 20 презентации на сите овие субвенционирани проекти што ги имаме на тој конкурс. Они ќе си ги изложат своите така наречени дела што викаме ние, што ги создале конкретно за овој фестивал. Потоа имаме учесници од факултетите од Македонија, имаме учество на Машински, на Архитектонски, на Драмски уметности факултетот, на ЕСРА и други факултети. Дали има гости од странство како минатата година, имаме како минатата година, имаме гости. Овде ни се нашите драги пријатели од Лоч од Полска. Имаме специјален гостин од Германија и имаме гости од Бугарија и од Албанија. Тие не се меѓународните странските наши експерти така наречени, што ќе ги викнеме да ни ги кажат своите искуства за работењето во нивните земји, што се однесува за дизајн, за иновации, за креативност во индустријата. Каде ќе се одржува годинава, која е локацијата? Фестивалот ќе се одржува во Младински културен центар. Тоа е културна институција исто така на град Скопје, наши драги колеги, благодариме на соработката, заради тоа што ние немаме се уште наш простор за работа. Ќе се одржува во нивните простории, сите 3 дена, целиот МКЦ така наречен ќе биде наменет за нас. На вечерните часови во отварањето на 4 мај ќе имаме една многу атрактивна джез група со еден наш многу познат македонски Александар изведувач. Тоа ќе биде отварањето на фестивалот и следните 2 дена и сабота и недела ќе имаме буквално 12 часовна програма, каде што ќе имаме специјален форум, каде што ќе ги споиме нашите драги креативци со бизнис секторот во Македонија. Имаме уште еден друг форум што ќе бидеме дел од еден така наречен ТИЦ фестивал и се надевам дека ќе имаме добра програма да ги повикаме сите да дојдат 4, 5 и 6 мај МКЦ да не дружат. Така, колку сте задоволни од посетеноста и интересот предходните години? Очекувате ли посетеност? Да, предходните години, 5 години, ги одржувавме на 3 локации. Првата година беше во Градски парк, втората и третата во просториите на Универзална сала и изминатите 2 години во Плаја Виста.
се покажа дека тој простор е многу интересен баш за таков вид фестивал со креативно можности, со креативност заради самата локација. Не изгледа дека ние сме во центарот, ама не сме во центарот, очигледно. Па имавме реакции и од публиката дека им е некако далеку, а и од излагачите дека им е топло, дека им е ладно и оваа година еве ги ставивме под кров. Значи оваа година ќе бидеме на затворено со мал дел, нели, на бидејќи Младински културен центар има и плато надвор, ќе бидеме малку внатре, малку на соодветен простор во секој случај. Простор и се надеваме дека оваа година ќе им биде погодено на сите и ќе дојдат и ќе не дружат. Ви благодарам што одвоивте време да ги споделите овие информации, да го најавиме воопшто овој фестивал на креативни индустрии. Традицијата продолжува, значи продолжува и понатаму овој фестивал и навистина ми е драго што ги поддржува и ги мотивира сите креативци. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас.